Прилепската општа болница Борка Талевски во Прилеп има мазут само за уште еден ден. Оваа информација телефонски ни ја потврди директорката Кети Смилеска, која што истакна дека установата се наоѓа во оваа состојба, поради тоа што доцна испораката на мазут од добавувачот кој што го добил тендерот. Очекуваат да добијат мазут во секој момент во наредните денови, но нема одговор. Која е причината за доцнењето на испораката, а не се знае ниту колкава количина ќе биде испорачана деновиве и за колкав временски период со таа количина би се покриле потребите на болницата. За да се регулира температурата во просториите, освен парното грејење, деновиве биле дополнително пуштени и други електрични уреди, како греалки и клими. Во моментов, заедно со инфективното одделение, каде што се хоспитализирани пациентите со ковид. Вкупно лежачки пациенти во сите одделенија во Прилепската болница биле околу 60-тина, кои што според болницата сите се наоѓале во топли простории. И од ВМРО ДПМН денеска запрашаа дали раководните лица планираат да преземат нешто во врска со немањето на мазут и како се случила оваа ситуација. Минатиот период се изнагледавме парадирања на Димитар Ковачевски и на министерот на земјоделие Љупчо Николовски низ Прилеп во обид да го спасат она што остана од нискиот рейтинг на СДСМ, кој најдобро се виде на локалните избори и нивниот пораст од 7500 гласа разлика. Ковачевски и министерот за здравство нека дојдат да ги видат условите во кои работи болницата и дали истата е снабдена со мазут. Од Министерството за здравство истакнаа дека според информациите кои што ги добиле од Прилепската болница, испораката на мазутот ќе продолжила непречено уште од утре. Велат дека ваков проблем со недостиг на нафта или мазут засега не бил пријавен од ниту една друга болница или здравствена институција во Македонија.